Добро вечер во уште едно издание на 24 анализа во ова нова сезона. До 30 септември главна тема ќе биде референдумот, референдумското прашање. Нормално дебативе најверојатно во најголем дел ќе бидат насочени токму со и околу референдумот. Опозицијата се уште нема изградено став околу тоа дали ќе гласа, дали ќе излезе воопшто на референдумот. Ако излезат, најверојатно ќе гласаат против, барем голем дел од она што тие го соопштуваат, иако има дел кои што веројатно ќе гласаат и за. Владеачката структура дефинитивно, така и кампањата насловена за доброто на Македонија или излези за напред кон НАТО и кон Европската Унија. И има една група која што промовира бойкот на референдумот. Сепак сите анкети покажуваат дека најголем дел од граѓаните во Република Македонија се за влез во Европската Унија и НАТО. Како дотаму? Во меѓувреме силна дипломатска офанзива. Генералниот секретар на НАТО Столтенберг веќе пристигна во Скопје. Во петок доаѓа австрискиот канцелар Курц. Во сабота на денот на независноста доаѓа германската канцеларка Ангела Меркел. Вечерва во телевизија 24 дебата со Александар Кирацовски, генерален секретар на СДСМ. Добро вечер. Добро вечер, фала на поканата. Добро вечер и за Богоевски, Петар Богоевски, заменик секретар на ВМРО ДПМН. Добро вечер, благодарам на поканата. Реков, опозицијата се уште нема став, со вас ќе почнем. Вие се залагате за, односно вие сте на став, лично вие. Веројатно имате и група околу вас, кои што сте да излезете на референдумот, дека Македонија нема избор освен НАТО и Европската Унија, но за вас овој преспанскиот договор е капитулантски договор. Прво, сакам малку да таа мантра на групи и групашање да ја тргнеме. Во случајот станува збор за високиот степен на демократичност за кој се боревме и се бориме во партијата и можноста секој од нас да изрази мислење онакво кое што го аргументира врз база на своите анализи. Знаете дека активисти на партијата излегуваат со разни ставови во смисла она што го мислат. Знаете дека официјалниот став на партијата се очекува да соопшти председателот Мицковски. И она кое е значајно тоа е дека ВМРО ДПМН несомнено има искажено јасен став дека не го поддржува, односно не го прифаќа овој договор. Сега, од каде излегуваат тие дилеми? Или можам да ги соопштам ако сакате аргументите за она што јас го викам, а тоа е дека и гласот против е глас за Македонија. Прво, мора да сме свесни дека сите партиски активисти, членови на партијата, имаме и обврска да ги почитуваме партиските политики, но исто така имаме и лични убедувања. Зошто треба да се почитува референдумот и да се излезе на гласање на референдум? Тоа затоа што знаете дека референдумот се на некој начин пауката за референдумот да презема СДСМ, но тоа е проект на ВМРО ДПМН. Не бегајќи од судот на народот и од луките на народот, ВМРО ДПМН промовираше пред многу години референдумско решение за проблемот со името, како финална фаза или фаза која ќе донесе конечно решение. Во таа смисла, ВМРО ДПМН е конзистентно и не треба се менуваат тие долгорочни политики, кои патем речено се наоѓаат во повеќе годишни наши програми, предизборни, изборни, сите изборни циклуси. Она што за мене лично во таа насока дава аргументи, тоа е дека за мене референдумот е највисока форма на известување на граѓанската волја. На тој начин граѓаните директно практикуваат суверенитет, граѓански суверенитет врз републиката. Вие сте за или против? И тука нема дилема. Сега, убаво што ме прашавте, зошто против? Против сте, така? Па партискиот став е против овој договор. Па не, целиот партиски став има луѓе кои што велат дека ќе гласат за. Значи, едноставна е причината. ВМРО ДПМН долги години уназад кажува дека ние не прифаќаме промена на уставот со цел промена на уставното име на републиката. Бидејќи овој договор директно задира во уставот, односно предизвикува промена на уставот. Три члена, па не се лажу. Не, предизвикува сериозни промени на уставот. Во таков случај сме против тој договор кој е надвор од партиската политика. Она кое е, како да кажам, исто така нешто кое мене лично премногу ме оптеретува тој договор, тоа е дека истиот несомнено е наметнат како уцена, како присила од страна на Грција врз мојата држава. На некој начин грците не присилија
под услови на присилба и уцена да прифатиме договор кој не го сакаме, не го постакуваме, го прифаќаме по тие услови и на тој начин, бидејќи во животот не сум прифатил никогаш уцени и закани, ни овој пат мислам дека не гледам аргумент зашто би подлегнал на уцена најмалку од Република Грција. Ако изборуваме малку подоцна. Да му дадеме збор, може Кирацовски да го вклучиме во игра. Апсолутно. Очекувам интересна дебата. Да. Апсолутно. Вие сте за тоа, дефинитивно. Кампањата по медиумите, иако официјално не е започната, сепак евидентни се трибините, дебатите кои што ги одржувате во неколку градови низ Македонија. Расте таа еуфорија. Апсолутно. Прво ви благодарам на поканата да дискутираме на доминантната тема која што се одвива и ќе се одвива до 30 септември оваа година. Она што е можда интересно е што на непол месец пред клучното прашање, пред референдумското прашање, партијата која што веќе 10 години уназад повикува на референдум, партијата која што исто така преговарала за промена на уставното име, партијата која што декларативно, се надевам и суштински, се залага за Европска унија и за НАТО, за влез во овие два големи сојузи, денес нема став. Дури има и разноликост во самата партија и еве на месец дена пред клучниот датум тие промовираат демократија која што практично е на граница на анархија, нешто што е исклучително несериозно во еден ваков момент во нашата Република Македонија. Ние многу јасно, многу прецизно, уште пред повеќе од година и половина, јасно го соопштивме нашиот став. Ние сме за Европска Македонија и ние ги мобилизираме сите наши сограѓани, невладини организации, стейкхолдери, заинтересирани страни, сите оние кои што се добронамерни оваа наша Македонија да тргне напред, да се приклучат кон кампањата, кон походот, кон движењето, заедно да бидеме дел од таа историска шанса, Република Македонија дел од Европска унија и од НАТО. Договорот граѓаните на Република Македонија од ден на ден ќе го запознаваат, тој е јавно достапен, а ние сме должни како сериозни политичари овој договор сериозно, соодветно и искрено, точно без инсинуации да го презентираме пред граѓаните. Нито еден договор кој што е компромисен, не е идеален. Некоја што знае и да боли. Меѓутоа ова е единствениот договор кој што представува сериозен влог за нашата еднина. Како ќе ги убедите следбениците на Богоевски да излезат на референдум? Тој ќе гласа против, каже зошто, затоа што се задира во уставот и дека овој договор е практично го сваќаат како уцена од страна на Грција. Можете ли да ги преубедите да Наша работа е да уверуваме и убедуваме оноку колку што реално можеме и знаеме. Затоа постојат и политичарите да ги убедуваат оние кои што им веруваат. Јас се надевам и убеден сум дека можеме да повлијаеме и врз оние кои што се поддржувачи на ВМРО-ДПМН, дури и членови на ВМРО-ДПМН, затоа што недвосмислено и анкетите го потврдуваат тоа. Сите сме за патот по кој се движиме, односно влез во НАТО алијансата и Европската унија. Сите сме за македонскиот национален идентитет да биде комплетно заштитен, а овој договор го заштитува. Сите сме за тоа да бидеме дел од НАТО и да имаме цврсти граници под НАТО штитот. Сите сме да имаме европско здравство, европско образование, подобра социјала, да имаме повисок стандард, нашите деца да учат во соодветни високообразовни институции, нашите деца да живеат европски живот. Со сериозни аргументи, со се она што реално го носи и договорот и перспективите во НАТО и Европската унија, јас мислам дека ќе успееме, а и анкетите го потврдуваат тоа, да ги увериме граѓаните кои де факто се мнозинството за и овој договор, но и за да излезат на овој референдум на 30 септември оваа година, тоа и да го потврдиме. Богоевски тешко дека ќе ви убеда, така или? Не е поента да се убеден. Ја повеќе ги стакам фактите и реалноста. Убедувањето е кампањски, онака како што се настапува за изборна кампања. Мислам дека на И тука е проблемот на СДСМ пропуст, што влегува во партиска кампања во референдум. Тоа што да би завршил на крајот. Мислам дека на јавност им треба едно ваше заедничко. Прво ВМРО-ДПМН се бара некој си специјален став. Нема специјален став. Видете ви кажам. Како ви е во програмата 259 вие. Многу интересно, сега толку многу се инсистира на тој став, а од друга страна во моментот кога се преговараше за договорот, во моментот кога се подпишуваше договорот, во моментот кога СДСМ донесуваше одлуки за референдумско прашање,
Во моментот кога СДСМ започна чисто партиска кампања за референдумот, не го прашаа ВМРО ДПМН. И се наеднаш се создава една атмосфера од страв да не да Господ се случи тој референдум не успее, па ајде вината да носи ВМРО ДПМН и пред домашната и пред меѓународната јавност за не сме во НАТО, ВМРО е криво. Не сме во ЕУ, ВМРО е криво. Нема пензии, ВМРО е криво. Пропаѓа економијата, ВМРО е криво. Не знам што и да се случува, се да пани на теретот на ВМРО. Таа една кампања, мислам дека не е коректна во политички, тоа е политиканство, не е политика. Политика е да зборуваме со аргументи и со факти во врска со договорот. Кој го подпишавте, кој, нели, без учество на опозицијата беше донесен како таков и во собранието, и сега треба да ги согледаме реалностите, зашто сме за и зашто сме против. При тоа да не се обвинуваме меѓусебно, дека тие што се против не знаат што прават, а само овие што се за се европјани. Малце е специфично тоа, да ви кажам, мислам, дури мене мисли да малце е смешно, кога представник на СДСМ, на поранешната комунистичка партија во Македонија, ме убедила мене, представник на ВМРО, за нивната прозападна и пронатовска идеологија, а јас ги застапувам идеолошката матрица на въпросите кои лежеа по затвори за проамериканската и проевропската идеологија. А вашите предци ги затвораа моите предци по затвори токму за Европа и за Америка. Мислам дека не сме коректни еден кон друг уште на почеток ПДП, односно на КПМ. Јас сум представник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што е прозападно, проевропски и про-НАТО ориентиран, откако е основан. Би сакал ми дозволите. Мислам дека не е коректно. Рековте сите во кампања. Ворете, сите во кампања. Меѓутоа, оваа кампања е многу позначена политичките партии. Станува збор за историска одлука, која јас викам... Треба да им го кажете на вашите сопартици. Вемувам, јас да слушав. Која не ја одлучува само иднината, туку и судбината на Македонија. Како таква кампања, требаше да ја предводат општественици, научници, професори, академици и пред се уметници. Они како интелектуалци во македонското општество да бидат носители на оваа кампања и да излезат пред граѓаните и да одложат собствениот интелектуален авторитет пред граѓаните и да им обезбедат на граѓаните цврсти аргументи за чиста одлука. Вие оваа кампања ја обоивте комплетно со боите на Социјалдемократскиот сојуз. Дури на моменти, сега слободен сум да ви кажам, бидејќи имам таков кредибилитет во ВМРО. Да не ја трошиме емисијата за инсинуации. Не се инсинуации. Вие на некој, тоа е во мои впечатоци. Вие на некој начин, не во некој начин гледате со пиетет кон Никола Груевски и кон груевизмот. Го обвинувавте Никола Груевски за монопол врз патриотската агенда. Сега вие, исто како тој груевизам, извршивте монопол врз евроатланската агенда. И испадна сега кој е за СДСМ, тоа е за Европа и за НАТО, сите другите сме против Европа и НАТО. На тој начин ја ограничивте поддршката за Европа и за НАТО, бидејќи луѓето кои не го поддржуваат СДС, кои не го поддржуваат лидерот на СДС, премиерот Заев, кои не го поддржуваат вас или било кој репрезент на СДСМ, луѓето некако чувствуваат природно потреба да бидат против овој референдум, бидејќи овој референдум комплетно е монополизиран. Евроатланската агенда е комплетно монополизирана од СДСМ. Те се стратешки грешки кои ги правите во чекори. И тука не прифаќате воопшто сугестии од опозицијата, не прифаќате воопшто добронамерни ставови и мислења. Напишавме стотици до вас забелешки, напишавме десетици колумни, стотици изјави помедуми. Вие едноставно премногу брзо испивте, во заводници ќе кажам, од отровот на власта. Вие одби власта и не слушнувате опозицијата, за жал. Може да дадеме збор да одговори, иако за волја на вистината, не дека бранам, се обидов вчера бидејќи спремајќи се за емисијата, сакав да видам како изгледа тие трибини што се прават во вчера беше во Карпош, ако не се лажам. Немаше искрено партиска агенда во говорите и на Заев во смисла на тоа конкретно беа насочени кон референдумот. Вие очекувате член на ВМРО да отиде на таа трибина, каде што зборуваат исклучително функционери на СДСМ? Не очекувам членот на СДСМ или членот на ВМРО, тие нормално се ваши следбеници. Јас очекувам. Да, ама ова е на партиско прашање. Да, ја очекувам да убедите на партиско прашање. Да, требаше да убедите нас другите. Сакам да истакнам дека ВМРО да помане не е виновно за тоа како оваа влада функционира. Апсолутно. И ако оваа влада има одредени аномалии, јас
ве уверувам дека сум еден од најголемите критичари истите да бидат анулирани и да се води подобро државата, и тоа е предноста и убавината во самата СРСМ. Она што е клучно е што ВМРО ДПМН беше навистина виновно, особено со претходната врхушка, кога криминално се владееше, кога се бараа 5% од кинезите, кога се градеа споменици од над 600 милиони евра, додека народот и граѓаните гладуваа, тогаш кога над 180.000 наши сограѓани живеа со помалку од 1 евро на ден, тогаш кога здравството беше разболено, тогаш кога образованието беше разводнато, тогаш кога секој новороденче се раѓаше со над 2000 евра долг. И затоа ВМРО ДПМН замина во опозиција и се надевам дека за многу скоро ќе се реформира, а вие ќе бидете еден од предводниците на таа реформа. Што е клучно? СРСМ не ја монополизира кампањата за Европска Македонија. СРСМ ја предводи. На некој начин кој ако не СРСМ? Затоа што останатите се уште немаат став, се уште немаат аргументи, се уште се убедуваат. Првиот човек на ВМРО ДПМН јавно излегува и кажува, условно кажано, кој бил тој да го убедува народот и граѓаните. Тој е првиот што треба јасно и гласно да истапи и да каже кои се предностите, кои се аномалиите на договорот. На крајот на криштата, почитуван мој колега, бидејќи и сам рековте дека станува збор за наднационално прашање, за историско прашање, или јас велам за прашање на еднината и на перспективата. Не е битно кој е предводник и сите треба да се приклучат на оној пат кој што носи 90 милиони евра годишно во нашата Република Македонија или 260.000 евра дневно. Не е битно кој предводи. Кога ние влегуваме во најголемото семејство со 500 милиони потрошувачи, пазар 250 пати поголем од оној во кој што ние денес екзистираме. Не е битно кој предводи, кога станува збор за 15,5 милиони евра годишно за инфраструктура, за водовод и канализација, за инфраструктурни проекти кои што претходната влада за жал можеше, а не ги направи. Вас ви убедуваат парите за ЕУ. Мене идеологијата ме убедува за ЕУ. Кој предводува? Не е битно кој води. Битно е да се приклучат сите кога станува збор за влез во алијанса и безбедносна и економска од една страна, зборувам за НАТО алијансата, а и политичка и економска од друга страна кога станува збор за Европската унија. Па видите што се случи со Бугарија. Во 2006 година имаше над 11.000 долари бруто домашен производ. Во 2006. Во 2017 година 20.000 долари по глава на жител. Расна просечна плата 270 евра 2007 година, 550 евра 2018 година. Не е битно кој предводеше во Бугарија кога влезе во овие два големи сојуза. Видете Хрватска, вработеноста кај младите 26,4% во 2013 година, 41,1% во 2017 година, за 17% се зголеми вработеноста. Дали е битно кој предводи? Ако сме сите да кажам, за истата агенда. Да ви кажам сега. Дали е битно? Да ви кажам. Зоран Заев е премиер на сите граѓани на Република Македонија. Не е битно дали е некој кажам СРСМ или ВМРО ДПМН. Оној кој што го презеде ризикот, кој храбро влезе во разрешување на едно од најбитните прашања во Република Македонија откако сме самостојни, не е битно дали е од една или друга партија. Тој е политичар, тој е премиер и кога гледаме дека искрено влегува заедно со сите нас во ова условно кажано битка или предизвик за доброто на сите, мислам дека сите, независно од која партиска политичка провиненција потекнуваат, треба да се приклучат, затоа што станува збор и за нивните деца, и за нивните родители, и за идните генерации. Ворете, ама нема потреба да ме убедувате нешто со бројки и пари, за нешто што јас сум идеолошки убеден. И немате никаква потреба да кажете кампањата. Исто така немате потреба повторно да ги читате документите и податоците за претходните влади на ВМРО ДПМН. Бидејќи стиропорот во центарот на Скопје еден ден ќе го нема, но уставот на Република Македонија ќе остане. Веќе да сме тука да зборуваме за уставот. Ако зборуваме за стиропорите, ја можам рамно на тоа да ве прашам докаде сте со тендерите меѓу ќерката и таткото. И на ќерка и кој татко? Знаете за здравство. Кажете јавно. Знаете. Јас ги осудувам пред вас. И на министрите ваши. Јас повикувам. Почитувам во тој контекст. Дослушете ме. Ви слушате, ме молам да слушате. Зборуваме за уставот,
зборуваме за она што ќе остане трајно во македонската демократија, во македонското општество. Колку од тие работи ќе ни дадат напредок во општеството, колку ќе не закочат во напредокот. Зошто упорно се одбегнува во Републиката, отворено се зборува за деталите и аргументите околу договорот. Граѓаните, Мишко е тука представи на јавноста. Неговите прашања се прашања на 2 милиони граѓани. Ја и не треба да одговориме тука. Лидер да бидам ако на 2 милиони. Па не, нема да бидеш лидер, добро е да останеш новинар. Што е она суштинско? Прво, што е гаранција дека овој договор представува одржливо решение на проблемот со името? Што е гаранција? Дали сте вие убеден лично? Ја лично имам дилеми. Меѓународниот фактор, Европска унија, НАТО, Обединените нации. Да завршам само. Јас лично имам сите ние. Јас лично имам дилеми околу тоа. Второ, во овој договор најголем проблем е пренагласувањето на ерга омнес решението. Кое јас сум така може би образован, така може би воспитан, повеќе и почитувам индивидуалните човекови права визави колективните. Многу помалку ќе вечера ќе дискутирам околу заштита на колективитетите, без да станува збор за македонски грчки или разликата измеѓу македонско-грчките и македонско-македонските идентитети, но повеќе ќе зборувам дека ерга омнес решението кое се најдува во овој договор директно задира и врз индивидуалните права, дури и врз одлуките на приватните компании. Наметнува решенија кои ограничуваат користење и слободно работење со компаниите. И јас како македонец, кога ќе отидам на меѓународна конференција и ако бидам запрашан од представникот на Грција за каков тип, ако се представам како македонец, и ако бидам запрашан за каков тип на македонец станува збор, обврзан сум со овој договор да појаснам за каков тип на македонец станува збор. Еден е македонец. Во таа смисла. Еден е македонец. Не, во договорот се двојат, во договорот се двојат јасно идентитетите во грчка смисла на зборот македонец и во наша смисла на зборот македонец. Постојат други македонци на друго место сега, освен оние кои што се иселиле. Може би Грција ги признае после овој договор. Да бидам сериозен. Вас ви пречи македонец ако ве прашате вие мора да. Зошто се одбегнува фактот дека ние го менуваме името на републиката. Го додаваме Северна Македонија. Го прецизираме. Тоа прецизирање како решение се имплементира во сите области на административното управно работење на републиката. Од највисоко до најниско ниво. Дали во Кривогаштани некоја таму местна заедница до владата на републиката, односно еве речеме собранието како највисок орган во републиката. Исто и во судството и така натаму. Понатаму. Процедурата, тука морам да бидам искрен, многу истражувам во таа област, околу процедурата за имплементација на договорот. Прифатено е несреќно решение, ние прво да го смениме уставот, а немаме се уште договор со Грција. Бидејќи договорот фактички ќе постои во моментот кога Грција ќе го ратификува, а ние до тогаш хипотетички ќе го имаме променет уставот. И доаѓаме до ситуација да ние го промениме уставот, кој ќе изврши влијание во македонското општество внатрешно, а Грција се уште не го прифатила договорот. Бев уверен дека да не инсинуираме. Знаете дека доколку двете страни не ги исполнат сите аспекти од договорот е ништовен. Не е така. Вие премногу верувате на Грците. Премногу верувате на Грците. Бев уверен од експерти, не го спуштам нивото, го држам нивото. Бев уверен од експерти по меѓународно право дека уставните измени, кои патем речено не ги имаме видено, ни јас ни вие претпоставувам, може би вие како пратеник да, ја како опозиционер не. Дека ќе содржат одредба во уставната измена дека измената на уставот ќе биде ништовна доколку Грција не го ратификува договорот во нивниот парламент. Тоа е само едно нешто позитивно во тоа истражување, во таа имплементација договорот, но од друга пак страна 80% од одредбите на договорот се недоволно прецизни и јасни. Оставаат огромен простор. Грција во секој момент, во секој момент. Ајде кажете со кој член од договорот може во секој момент да изврши било каква промена. Во секој момент да рече ова е спротивно договорот и укинуваме нашата поддршка за ЕУ. Еве за НАТО не веруваме дека ќе стигнат. Мада и тоа го може. Добро, тоа може и Албанија да го направи. И тоа може и Бугарија да го направи. Ја водиме дебатата врз основа на инсинуации и непрецизни факти. Зборувам детално, не се инсинуации. Член 1, господин Кирацовски. Точка, последната точка.
термини на комерцијални, имиња логоа, имиња на марки. Страните, вика, се мисли на Македонија и на Грција, се согласуваат и ги поддржуваат и ги охрабруваат своите деловни заедници да воспостават искрен, структурен, добронамерен диалог, во чиј контекст ќе се бараат и ќе се постигнат заедно прифатливи решенија за проблемите што произлегуваат од комерцијалните имиња логоа и имиња на марки и сите релевантни прашања на билатерално и меѓународно ниво. Добро. За тоа ќе утврдиме некоја си група од експерти, составена од представници на двете држави, со соодветно учество на Обединетите нации. Оваа група ќе биде формирана 2019 година и во рок од 3 години ќе реши сите проблеми. Причина за нов конфликт. Веднаш имаме причина за нов конфликт. Почитувам, мислам дека губиме време за Не губиме време. за небитни Ве факти. демантирете ме. Сега ќе ви демантирам Ајде. комплетно. Ќе ви кажам уште неколку. Прво, обрнете внимание дека на суштинските аспекти на договорот. Прво, додаваме географска одредница на нашето уставно име, Добре? на нашето уставно име, Според? со цел да ја прецизираме географската Неспорно. разлика од една страна. Неспорно, знам каде сме. Зато апсолутно. Добро, Меѓутоа, добро сме по географија. ја водиме водата на погрешна воденица. Сакам да се вратиме на Тоа ви е клучните, послушно. на клучните аспекти. Добро. Што е клучното? Македонскиот идентитет е комплетно зачуван. Договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци. Досега, правото да се определуваме како македонци и нашиот јазик да го условуваме и да го именуваме како македонски не беше оспорено. Од кого? Сега не ни е од Република Грција. А со нивното право, условно кажано, Не биле, на во вето, Грција го во ниту призна една независно тоа што 70 Обединети година. нации 1977 година го призна. Вие пак Нашиот зборувате за јазик, колективните колега Ве права. молам. Нашиот јазик Дајте зборуваме за граѓаните. ниту некаде официјално постоеше, ниту беше употребуван. Сега клучните нишки на нашиот идентитет, националноста, Имате потреба ви од заштита јазикот Не сте сигурни во вас? се признаени од цел свет Ве разбрав. и од Република Грција вклучително. Ве разбрав. И ќе бидат користени и Дали употребувани имате потреба во сите некој да ви го меѓународни потврди вашиот организации, идентитет? во најсилниот сојуз НАТО алијансата Во ред. и во најголемата Детали унија, знам за НАТО Европската унија. Дали имате потреба државјанството некој да ви го потврди вашиот е идентитет? македонско. Ја немам. Државјанството Сум е сигурен во македонско. мојот идентитет. Ама Село. апсолутно. Бидејќи јас сум Апсолутно. представник на јавноста, како рековте. Апсолутно, да. Еве мене што ме интересира, еве вие дебатирате. Грубо сватено, ние сега менуваме ФИРОМ во Република Северна Македонија. Да, Така? да. Што губиме ние со? Именуваме Република Македонија во Република Северна Македонија внатрешно. Ма сега да не се Во лажеме поглед на сега. Устав, во поглед на Каде Устав. бевме ние Република Македонија? Во Јас и Република вие? внатрешно. Така, јас Да. и вие се викаме. Да, Така? Ама каде Да, внатрешно? внатрешно. Почитувам, каде внатрешно? Во Република во Македонија. Македонија. Во Република. Во нашата држава. И сега кој ќе го смениме А ние уставот, сме ќе се сега викаме внатрешно како во Европска северномакедонци? унија. Не реков така. Не, јас Не ме прашувам. разбрав. Не, Значи, еве, ја- значи го менуваме уставот, така? Видете, вие инсистирате повторно. Не инсистирам, јас ме прашувам, Ја ви- дали јас ја сум ви представник кажувам на дека- јавноста. Така е. Значи ја ме прашувам, дали ние ФИРОМ го менуваме со Република Немам Северна? дилема дека ЕУ е единствена опција за Ама, Македонија. оставете го тоа, ја не ме прашувам Немам дали сте за дилема Русија. дека НАТО Јас ме прашувам што губиме со договорот. Што ви смета? Едноставно Не, сега кажам. да не ви кажуваме, искаме бе. потпора вас. Што губиме со договорот? Ние како граѓани. Ви кажам почнам со ред. Ви Еве што кажам. губиме. Значи, Не, затоа што јас новинар сум договорот- долго време. Во се 2001 година кога се чувствувам- правеше договор, се чувствувам исто несигурен постоеше кога се како правеше. македонец кој не им верува на грците ни трошка. Добро. Се чувствувам несигурен дека грците нема овој договор да го злоупотребат и повторно да наметнат ново прашање и да отворат ново прашање во процесот на евроинтеграција на Република Македонија, посебно во пристапните преговори со Европската унија. Понатаму, точка 10. Господин Кирасовски, Не Кирасовски, на јавноста зборувате му сега. на вас. Не Кирасовски. Добро, на јавноста. На јавноста зборувате. Што се однесува на валидноста на веќе постоите документи и материјали, издадени ве молам- од органите на Македонија. Ве молам, Ајде да преведувате. седнеме и да го читаме Работите, сите не договорот. читате го Ајде. договорот и преведувате. Баравте го. За да луѓето аргументи. сватат. Да Не, одиме со затоа што аргументи. до вчера проблем беше идентитетот. Сега вие велите јас немам проблем со идентитетот. Видете сега, Вие велите договорот да Видете штити сега, идентитет. дали македонскиот идентитет е заштитен дебата и апсолутно? аргументирана или сакате да биде политичка? Аргументирана Јас сакам- дебата, Ако сакате а да ние биде сме политичка, политичари кои што треба веднаш представувам искрено со читање договорот и одиме на да ја политичка дебата. известат јавноста за тоа што се наоѓа во договорот. Политизирате и кога Да.
И вика вака, Манипулирате. двете страни се согласија да има два транзицијски периоди, еден технички, еден политички. Каква е таа промена на стари документи? Како може да интервенираме на документи кои се веќе издадени и кои се веќе минато? Фактичка историја. Не може да ја менуваме. Зборуваме за техникали, а не зборуваме за суштина. Не зборуваме за суштина. Идниот грчки министер. Што ве спречува во техникалите и операционализацијата да вие да бидете европски граѓанин и граѓанин од држава која што е член на НАТО алијансата. Идниот грчки МНР во 2020 година може да и речи на Република Македонија, на нашиот колега, кој да бе тој, дали ќе бе Димитров или друг, неважно. Може да им да му рече. Точка 10, нашата комисија не извести дека ја прекршивте. Согласно тоа, во овие преговори ставам вето. Што правиме тогаш? Вето на што? На продолжување пристапните преговори со ЕУ за влегување во ново поглаве во преговорите пример со ЕУ. Невозможно е. Апсолутно. Ние ќе бидеме дел од НАТО алијансата и ние веќе ќе бидеме длабоко на патот во предпристапните фондови на Европската унија. Ќе се формира бидејќи зборувате за Европска унија, со сиот ризик преземајќи го да изигравам како портпарол на Кирацовски. Идентична ситуација има хрватите и словенците. Веројатно се сеќавате, хрватите во врска со територијалната со спорот што го имаат, граничниот спор што го имаат, не со името. Хрватите во една ситуација прифатија малте не се. Така, во тој меѓународен договор и влегува во Европската унија. Видете, немам спор, немам дилема. Друга ми е поентата. Да разберам. Од кога влегува во Европската унија, знаете Косово што се прифати за стане држава? Не сакам да политизирам, јас само од она што Кирацовски мора да го прашам. Јас само за да потврдам вас. Не, ја потврдувам вашата теза. Од кога влегува во Европската унија, апсолутно. Така сега добија како полноправен член, момент малку да дискутираат. Може ние малку меѓународно по меѓународно право како полноправен член. Да го отвориме. Се согласувам и постојата опција. Сега ова и позитивно постојата опција. Ова сакам да го свртам ново. Ова исто ваше ако Богоевски утре дојде министер за надворешни работи може да рече господа мене не ми се допаѓа овој договор. Сега смениме устав. Се согласувам на таа можност. Ве молам дебатирате и објасните на јавноста. Јас сакам заедно политичките елити да ја објасните на јавноста. Дебатирам. Не јас да бидам некој си портпарол на ВМРО или на СДС или да. Што од тоа нешто гледам, тоа е она кое значи дека ќе ги приспитаме статусот на сите овие, знаеш, јавни згради, историски споменици, користење на сонцето од Кутлеш и така само во рок од 6 месеци. Мислам дека е просто невозможно тоа се спроведи како обврска на Македонија. Невозможно технички, физички невозможно. Повторно причина Грција да не обвини дека не го спроведуваме овој договор. Дано заборавате да додадете дека постои член 8 каде што јасно е прецизирано дека во рок од 1 месец од подпишувањето на оваа спогодба страните преку размена на дипломатски ноти на равноправна основа ќе формираат заеднички интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки, образовни прашања кои ќе го разгледува објективно научното толкување на историските настани засновано на автентични и соодветни докази. Досега јавноста беше предмет на манипулација, инсинуација, предмет на разноразни лаги, искажани, небитно кој од каде. Сите сме македонци. Сите сме граѓани на Република Македонија која што за многу скоро ќе биде дел од НАТО и Европската унија. Господин Кразовски, од Битова сте, нели? Што правиме ако таа интердисциплинарна македонско-грчка комисија го постои прашањето со името на градот Битова и побара негово враќање како за времето на Отоманската империја? Како ќе решиме тој спор? Согласно член 8.4. Видете сега. Што би било кад би било за ситуации кои што се невозможни, кои што не можат да бидат предмет на дискусија, мислам дека представуваат замајување на јавноста, за да не бидам и трошење на времето на граѓаните. Да видам дека нешто во една од клучните емисии, на една од клучните телевизии кои што треба да одиграат клучна улога. Отворив договор. За креирање на јавното мнение за едно од најбитните прашања откако Република Македонија е самостојна. Сите се гордееме и со Аснов, сите се гордееме со Илинден, сите се гордееме со референдумот во 1991 година, сега треба многу сериозно да пристапиме. Ние се гордееме што успеавме да убедиме и СДСМ да верувате во Македонија. Тоа зборувајте за вас и за вашите
условно Не и за кажано вашите. поддржувачи. Не и за вашите, Јас знам што веруваме ние, на кој начин делуваме и за што се бориме. Вие сте несигурни. Вие како најголема опозициона партија која што носите сериозен и сериозна одговорност, но и сериозен удел во целата ова условно кажано патека која што треба да наднесе кон НАТО и Европската унија, вие се однесувате несериозно. На месец дена пред референдум. Вие велите дека сте за излез на референдумот, ама ќе гласате против. Вашиот колега, Чекайте, сакате генерален секретар, вели дека сакате да ми против кажете дека е договорот, нелегитимно. Сакате да ми кажете дека е комплетно нелегитимно да се гласа против? Не, комплетно легитимно, но е несериозно. Во една Зашто е политичка несериозно? партија, вие кажувате ваш личен став. Но Зашто е партијата која што ја представувате денес, нема официјален Ви кажам, став партијата- за прашање за кое што бара референдум во последните 10 години. не го подкрепува како што велите вие е ова нејзин договорно проект. спогодбено решение и партијата од причина што не поддржува промена на ајде уставот, поради промена на уставното Колега, име. ајде вака. Тој став веќе го повторуваме дури е досаден. Го повторуваме години назад. Прифаќам. Ајде вака. Тој е дури наследен Ајде. став од старото раководство. Јас не велам дека овој договор е идеален. И затоа велиме. Договор кој што представува компромис Зашто меѓу го две видите дека страни, сум тенденциозен? меѓу две страни, невозможно е да биде идеален, но е основниот и единствен Тоа, пат знаете како за правите? иднина на нашата држава. Ова е влог во нашата иднина. Знаете како правите? Имате идеја за нов договор? Знаете како правите вие? Имате стратегија како ќе дојдете до подобро решение? Луѓето, Кога? Со кој ќе преговарате од Република Грција? луѓето Кој ќе ве подржи од Европската унија? Еве може да ви кажам. Па гледајте, така ја почнавме и нашата Еве да емисија ви денес. одговора, може? Германската канцеларка, После господјата ќе Ангела Меркел, Го имам, доаѓа, го прашувам. апсолутно, доаѓа во сабота. Одлично. Генерален секретар на НАТО, Е веќе тука. Столтенберг, доаѓа денес тука и е втор пат во неполна година во држава која што се уште не е член на НАТО и Европската унија. Одлично. Тоа е порака посилна од било кога и од било што. Што значи тоа за нас? Австрискиот канцелар, Што значи тоа господин за вас? Курц, доаѓа исто така во Република Македонија. За вас значи многу народни партии Цел деснични европски доаѓаат. кор. Нашите сестрински партии. Господине Кријаков, Цела Европа вие е ми сплотена. навикувате на Извинете, човек кој извинете, бойкотирам. ќе ви слушам. Исто ми навикувате Цела на човек кој Европа бойкотирам. е сплотена околу Кога идејата ќе Република разговараш Македонија со некој од да бойкотирам, оди кон ќе патеката те обвини дека си кон овие предавник, два а не си големи патриот сојуза. на прв. Кога ќе зборуваш со Кирасовски Ајде. кој е за, дека не ги прифаќаш неговите аргументи, Ајде. ќе ти обвини дека манипулираш Ама и апсолутно дека не е си така. против Апсолутно НАТО и не е ЕУ. така. Вемо, Вие сте за НАТО и ЕУ. поведението Меѓутоа, на вашата предавници партија и се уште патриоти, нема став. на европјани и антиевропјани. Е, изум на си го ВМРО оставиме, ДПМН. Вие го продолживте. За На жал, ВМРО ДПМН. вие го продолжите да На практикувате Центарот за лаги и методите- манипулации на Не, ВМРО ДПМН, вие- кој што за жал се уште трае, за жал. Вие се обидувате да учите од глуевизмот и го продолжувате за жал. Ве молам да го Сега, оставите тоа во мислам минатото дека- и да зборуваме со аргументи. Да престанеме со кој инсинуира и кој манипулира. Добре. Ме навредите преку 30 пати. А се обидов да ви Апсолутно прочитам не. голи Не факти вас од лично. договорот. А вие ме повикавте да ги прочитам. Господине да Богојев, ме не вас повикавте, лично. немаше да прочитам. Не вас лично, Мене вие лично сте ме навредите. представник на ВМРО ДПМН. Вашата Сега ќе партија ви се уште кажам. нема став. Цел европски Сега ќе- кор. видете. Извинете, уште две реченици, извинете. Зашо прашувате потоа Што за ставот може? на партија? Јас кажав за ставот. Што па туку вас ве боли ставот на ВМРО да помне? Затоа што па на вас не ви е беше одговорно најголемата опозициона партија да нема став за прашањето за кое Ама- што повикува 10 години ама на знаете ли референдум, колку а трпиме се ние од наоѓаме тоа? на непол месец пред референдум. Ама знаете ли ние колку трпиме Одговорност тоа? носиме сите. Не напаѓате вие што сте за. Не напаѓаат тие што сте против. Ама не ве напаѓам. Не напаѓаат тие што за бойкотираат. Ние сме за ова Не прашање на напаѓаат иста, определени. на иста Сите не линија. напаѓаат ради тоа што ВМРО ДПМН според некои мислења нема да кажано специјален став. Не А вас- специјален став, а вас- став нема соопштено. Ама вас не ви интересираше ставот кој преговаравте, ви кажав пред да не се повторува. ВМРО ДПМН беше на соодветно ниво ниво. информирано за тековите Видете, во процесот на преговори. видете сега. Неколку пати Повеќе се беа грижите за злоупотребени ВМРО клучните аспекти. Откој што се од грижите за процесот. СДСМ. Ама апсолутно Сега ќе ви не кажам што дискутираме грешка за прави СДСМ. најбитното прашање. Почитувам. СДСМ монополизирајќи Ајде, ќе ви агендата. слушам. Ајде. СДСМ има исклучително слаб рейтинг во јавноста. Поради Анкетите не го потврдуваат тоа. поради корупцијските Напротив, скандали, но најмногу поради следите ли анкети? Да ви докажам, може. Ма, дали следите Ама анкети? сега да ви докажам. Ама извинете Ама се, не ми велите давате дека има шанса да најслаб кажам. рейтинг. Дали следите анкети? Да ви ја кажам мојата вистина, па после вашата ви. Ама вашата вистина Може е ли субјективна. А вашата е реална.
не нашата, Види ова- научни Ова истражувања Република Македонија преку стана методи навика. така наречени анкети Жалост. од реномирани и независни Мојата куќи. вистина, господине Кирачовски, кои што е не го моја. потврдуваат тоа што Вашата вие го вистина е потврдувате. ваша. Ја имам право да верувам во мојата вистина колку вие во вашата. Ама, апсолутно. И немате никакво право Ајде да видиме да ми крупната вистина нарекувате која е. мојата вистина субјективна. Ама нема дилема, почитувам. Или научете да бидете демократи, Не ме сваќате грешно. или не се правите сосива европејци. А користите апсолутно методоминатор. Декларативно сте европејци, а ништо немате од Европа. Демо, Ова е некоја нова, модерна авангарда на ВМРО да помане. добро се навикнете на неја. Респектирам. Тек доаѓа. Респектирам, нема дилема околу тоа. Така. Меѓутоа, слушајте. Што е суштинско? Анкетите потврдуваат дека СРСМ има висок рейтинг, многу повисок од ВМРО Абе, да помане, добро. и анкетите потврдуваат дека 57% од знаете граѓаните дека се за договорот и имате за излез разочарано илјадници ваши поддржувачи, референдумот не кој што наши. ќе се одвива на 30 септември. ВМРО-сите не го поддржуваат СДСМ, ни некогаш не го поддржаме. Вие имате ваши автономни, автохтони, како да речам, базични припадници на СДСМ кои се разочарани Ама во вашето вие владење. гледајте Дослушајте ме што ви кажам. фракционата структура Ама во не ви ВМРО да зборувам помане, лошо. антагонизмот. Ама се обидувам да ви помогнам, господин Кирацовски. Верувајте, вам ви треба многу повеќе помош отколку на било која друга политичка партија, Ама а не се најмалку на секирате, СРСМ. ќе дискутираме и за нас. Добре, не се завршам секираме со за може. ништо. Ама Ајде ќе да ми збориме дадете за вечер да суштинската, кажам. за суштинската тема. Па суштинска тоа. Да кажам, Кој е може ли ми? СРСМ и рейтингот на Зашто се СРСМ е разочарани? суштинска, Да. кој што е повисок од ВМРО да помане. Видите што направи? Зашто не ги имат Неколкократно. сменето во Не, моровците? не. Нивното однесување и поведение директно го уништува референдумот. Чие Директно ги поведение? разочарува гласачите. Чие поведение? Нивното поведение ги деморализира гласачите да гласаат новиот референдум. И што направивте? Го монополизиравте референдумот, односно Го европската предводиме. агенда. И бидејќи Треба да се луѓето приклучите. се разочарани, делно луѓе се разочарани од вас, одбиваат да излезат на гласање. Имам контакт со илјадници ваши членови, луѓе, пријатели, јас имам повеќе пријатели. Со малку повеќе од Од вас. мојата младост имам повеќе Верувам. пријатели од СДСМ колку од ВМРО да помогне. Верувам. Иако Јас од имам дете просто сум бил малку председател повеќе. на општински комитет на УМС на ВМРО. Па за каква Во идеологија зборувате и секој двајцата? случај да знаете дека вие повеќе му одмагате на референдумот и на успешноста на референдумот колку ВМРО да помага. Но за тоа не сте свесни што сте арогантни Тоа е како ваш, влада. ама апсолутно не. И тоа мора да Тоа е научите да го вашиот прифатите. впечаток. Тоа е вашиот впечаток, Вие кој што е дадовте субјективен и скандалозна комплетно изјава. погрешен. Изјавата дали ја знаете ваша? Која изјава? Во врска со барањето на јавноста смените некои функционери. Добро? Изјавата дека се баш не може да се менува функционери се кој ќе бара нови Чија е таа функционери изјава сега? Јас на вашиот стварно- лидер господин Заев. Во врска со барањето се смени министерот за Мислам здравство дека и некои други таму директори. На сред емисија да се Дали користат знаете дека вечноста на функционерите Мlaѓи. беше поведение на граница на глупост, на- мислам дека не е коректно. беше поведение на едно бивше управување кое вие го напаѓавте. Најмногу вие го напаѓавте. И сега со истите методи сакате да водеете вие. Јас и ден Не денес се согласуваме со тоа. напаѓам се она што е несоодветно владење. Јас и ден денес повикувам и на надлежните институции, и ден денес кога СРСМ е на власт, кога јас сум генерален секретар на СРСМ, Добро. вклучително и пратеник Добро. од парламентарното мнозинство, повикувам Добро. и на јавно обвинителство. Повикувам институциите на системот, антикорупцијска, која што за скоро ќе биде формирана, да си преземат иницијатива за секое криминогено делување Ама ми или правите, информација за криминогено делување. ама ми правите пак те Да фокус на делуваат, темата. да делуваат согласно законите и уставот на Република Македонија. Владење на право. Прв, апсолутно Се прв, согласуваме, готово. прв ќе бидам. Ама не Прв правите ќе бидам и прв правите сум. и двајцата правите дефокус на На темата. линија да осудам се она што е коруптивно и криминално. Ве уверувам во тоа. Ова нема Во ред. врска со, Меѓутоа, со референдумот. се извинувам Мишко, да се вратам Не, на клучното. отидовте Покрај во поддршката. партизирање на дебатата. Муабетот ми е. Вие сте против договорот. Јас конкретно не разбрав што е тоа што и смета освен ergo omnes. Тоа што СРСМ е предводник, најверојатно им смета. Не, Извини. монополот, за монополот Немам кажам. никаква света на Ја тоа. говорам за договорот. Јас сум загрижен Вклучете тоа се. што предводи СДСМ дека во погрешен правец се водите кампањата, сум загрижен. А не дека ми смета вашето Тоа ќе покаже предводење. 30 септември, уште не е почната Анкетите кампањата. потврдуваат уште сега, а како што вели нашиот почитуван домаќин и 30 септември ќе Тоа е го потврди резултат тоа. на совеста и зрелоста на македонските граѓани. Апсолутно, во која која што ние поддржуваат Европската Во унија која и што НАТО. ние исклучително Тие веруваме. не го поддржуваат СДСМ. И јас го поддржувам, јас сум законнат поддржуваш на НАТО и ЕУ, но не го поддржувам СДСМ.
Нас не ни треба поддршка. Тие анкети не се како за политичка партија. Тие анкети се за Нас ЕУ ни и за треба НАТО. поддршка на походот на 85% од членовите на ВМРО ДПМН поддржуваат за иднирата на евроатлантска нашата иднина на држава. земјата. Сам рековте, ова е надпартиско, наднационално прашање. Апсолутно. Прашање за кое што сиот меѓународен Ќе го врв, демо- сиот меѓународен врв, европски врв Ќе го е сплотен околу таа демополизирате идеја. ли? Сите сме на иста линија. Дури и вие лично. Добро. Останува уште одлуката на ВМРО ДПМН да не ја бойкотира ова идеја за влез на Република Македонија во НАТО и Европската унија на месец дена. Одлуките на ВМРО На ДПМН месец ќе дена. имаат последици Пред. врз и нината на Пред. ВМРО ДПМН, не на СДСМ. Не, ова е погрешната теза. Во овој клучен момент, одлуките на најсериозните, најголемите политички партии, независно власт или опозиција, носат сериозна одговорност не за нив самите, туку за еднината на Република ние тогаш- Македонија и на нивните деца. Во ред, меѓутоа, треба едно да знаете, дека совеста на граѓаните, па на членовите на ВМРО ДПМН, не дозволува да ја загрозат еднината на Македонија, во никој случај. И без Така разлика, еднината се обезбедува. без разлика на одлуките политичките партии, на крајот одлучува секој поединец. Апсолутно. Дента на гласањето одлучува секој поединец. Апсолутно. Гласа тајно зад параван и ќе одлучи како мисли он. Така е. Во Но таа треба насока, да излези, ако се согласувате со мене, и да одлучи. Како што знае, Јас ви уме, кажав дека ќе гласам. апсолутно, и суди согласно информациите што ги има. Може ли консензус до 30 септември помеѓу двете најголеми партии заради иднината на граѓаните, заради НАТО и ЕУ? Имате една точка каде што заедно Видете, сте за НАТО видете, и за Европската унија. не сум консензус, учесник јас. Не да влезете вие да го демонополизирате случајот, Прашањето ги- излези ги- за ги- Европска Македонија, туку Заедно за Европска. Вишко, прашањето ги надминува моите ингеренции, бидејќи јас не бев учесник во лидерските средби помеѓу лидерите. И едноставно не можам да не знам што се дискутирало на тие лидерски средби, не можам да представам што сметаат лидерите во имена. Можно ли да не се политизира, да не се политизира Добро, извинете, едно прашањето? прашање, Мишко, извинете. Добро. Но сигурно сте дел, независно колку сте учествувале во преговорите. Сигурно сте дел од некакви разговори со станоци на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Не, ве видов и на средба Кога со дискутирате. странски дипломати. Седевте така. Кога дискутирате, најверојатно сте нашле некоја аномалија во договорот. И јас сум нашол, но не стратешка и суштинска. Што разговарате? Има шанса за подобар договор. Има шанса за многу скоро вие да обезбедите подобра иднина. Има шанса да најдете друг партнер во Република Грција. Има шанса да ги уверите Нашата меѓународниот партија, фактор и, од ДПП. и условно кажано европските лидери да застанат на ваша страна. Кога се потпиша Кога го бойкотирате она за кој што сите се залагаме, макар и разбирам. декларативно. кога дента се Нема друг потпиша пат освен овој. кога Значи дента тоа. се потпиша кратко е договорот во време. Преспа, И треба да се склопи. јас напишав еден пост, коцката е фрлена. Јас сум сосема свесен дека за мене Преспа беше Рубикон. Јас сум сосема свесен дека немаше назад тој ден од тој подпис кој го постави Република Македонија. Да, јас сум свесен дека од тоа нема назад. Јас сум свесен дека Нема овој назад. договор ќе биде секогаш почетна Обезбедениот позиција, македонски ќе биде национален почетна идентитет. позиција. Ве молам за тој идентитетот не ми го повторувајте, бидејќи имам сосема различен став. Ајде. Вие сте граѓанска партија, глумите некако си граѓанско општество, а форсирате Зошто вреѓате дека глумиме? ентитети, Кога заштита на многу искрено разговарам национални, и со вас, значи Добро, И тоа целосно, не треба- целосно ви не- е може изме, некои политики се целосно десни. концептот ви е погрешен во тој Ама, поглед. апсолутно. Некои политики се десни исто Концеп- како што додека беа тие на концептот- власт ние се проведува залагаме за најлевичарски политики кои што се проекти. добри за граѓаните. Концептот Мишко. едно општество за сите е целосно промаршен за во левицата, но тоа е тоа. Не е Едно денеска општество тема за за сите е промашен проект, Апсолутно, промашен концепт, Апсолутно, промашена мисија и идеја. Апсолутно. Зашто разговараме ние денес? Шири колективитети, бара заштита на некои си национални права. Не шири колективитети, отвара прави проблеми една на целина, бinacionalност, создадена отвара од сите проблеми, посебности имате внатре и тоа е македонски закон за убавината јазици. на нашата Република Македонија. Убавината е во граѓанското општество, индивидуализмот, човекот. За мене постои човекот пред се, граѓанинот пред републиката. Во правна смисла, во правен однос. Апсолутно, граѓаните независно од која тоа е партиска, она кој политичка изграл мојата десничарска или идеологија верска определба и произлегуваат, нашиот нели? нов концептот кој ВМРО ДПМН ќе го понуди во иднина за Република Македонија, ќе го порази тотално вашиот концепт на колективитети. Ајде да видиме за тоа. Меѓутоа, ајде да се вратиме назад. Пауза за Околу реклами. она што е клучно. Пауза за реклами, па се враќаме назад.
Следите 24 анализа со заменик секретарот на ВМРО ДПМН Петар Вагоевски и генералниот секретар на СДСМ Александар Кирацовски. Столтенберг дојде, Курц доаѓа, Меркел доаѓа, се тоа десничари кои што ВМРО ги загуби и сега симпатиите ги ужива владата предводена од Заев или левичарите во Македонија. Па јас не се сеќавам дека некој дошол. Прво е тоа прекрасна вест што доаѓа господјата Меркел, која е на некој начин неформален лидер на Европа, односно на десницата, центра-десницата, нашата Европска народна партија, чадор така да наречем партијата во која се наоѓа и ВМРО ДПМН. Господинот Курц е исто така стратешки партнер на ВМРО ДПМН, Австријската народна партија со која имаме два блока соработка, кој дава директна подкрепа на сите избори. Тој Курц дојде на сакаме на порака во врска со доаѓањето на господин Столтенберг. Доаѓа и на референдумот. Курц нема сигурно да му каже на Христијан Мицкоски или на... Не знам што ќе му каже. Вие знаете? Па сигурно нема да му каже излези гласе против или бойкотира. Предпоставувам ќе му каже вашата иднина е во НАТО и во Европската унија. Она што ви сигурно Мицкоски нема да му каже слушајте капитулантски договор. Не верувам. Зашто го парафразираме Курц? Кај знаеме што ќе каже? Па предпоставувам може да кажеме ние што очекуваме. Што очекувате? Господинот Столтенберг го очекувам следното. Да се соочи со фактот дека на македонските граѓани им треба јасна перспектива, а НАТО ни е најблиската перспектива. Ја имате? Се наоѓаме пред НАТО најблиско. Па ви каже Столтенберг. Унија е делимично подалеку. Ама ни каже Столтенберг кога доаѓаше пред 6 месеци. Јасно. На мене воопшто не ми се допаѓа. Она што го покажува СДСМ последниот период. Целосно го бирократизираше пристапниот процес кон НАТО. Измислија 10 комитети, подкомитети, политички, извршни, секретаријати чуда, измислија топла вода за процес за низ кој поминале десетици држави пред нас, чиј пример можеме да го земиме, copy-paste, од најуспешните примери кои направиле најкратка имплементација на тој пристапен дијал, на тој пристапен процес. Добро, што очекувате? И да дојде тоа. Што очекувате дека Столтенберг? Господинот Столтенберг мора да даде бост, мора да даде поддршка за овој референдум. Добро. Само на еден начин, да го скрати периодот за членство, за денот кога Македонија ќе стане полноправен член на НАТО, добро, а не да се пролонгира. Знаам дека вината е во владата на СДСМ, македонската, нашата влада. Ја знаам дека вината не е во НАТО експертите. Меѓутоа, мора да имаат разбирање за нас македонците. Колкава отстапка правиме ние, колкава жртва правиме ние, како никој друг. Тоа што Хрватска направи некое времено решение за територијално споразумение, меѓутоа ние правиме најголема жртва за членството во НАТО. Треба да ни се почитува, да ни се почитува други шанси, така. Да ни се почитува жртвата македонска што ја правиме сега. Повеќе да се респектира, ако не се способни министрите од СДСМ тоа да му го предочат на Столтенберг доволно силно, треба да слушни глас на опозицијата, дека не сме задоволни од било какво пролонгирање на тие процеси. Бараме НАТО денес, не утре. Бараме многу потратот период и очекувам господинот Столтенберг во таа насока да даде почитува, да даде конкретни дека сега во овој момент треба да си пружиме рака после вашата дискусија и заедно да го побараме и да ја процениме ситуацијата како што ја проценивте вие, затоа што се наоѓаме во истата, апсолутно цело време го држи става. Ја држиме истата линија. Ако сакате не е проблем. Независно од се, дискутирате за скратување на периодот за влез во НАТО и ЕУ, а не кажавте ни да за договор, значи договорот е окей. Мојот колега Столтенберг кажа договорот па НАТО. Претпоставувам нема потреба да се враќаме бидејќи немаме ни време. Мојот колега со она што го изјави е на иста линија заедно со нас. Договор значи не е спорен. Спорно е само периодот. Вие се согласувате дека се не способни да го спроведат пристапниот процес. Апсолутно. Апсолутно. Нема дилема. Јас тоа го почитувам. Нема дилема. Не го почитувам. Што генералниот секретар на СДСМ му признува на заменикот генерален секретар на ВМРО ДПМН дека они немаат доволен капацитет да ги предводат процесите за НАТО интеграција. Напротив. И дека бараат од нас поддршка и помош во тој процес. Капацитет да го спроведиме во интерес на Македонија, секогаш би помогнале. Од кого што вие очекувате. Богоевски, вие добро кажавте. Дај Боже ние да стигнеме до тие преговори, па вие добро кажавте. Тоа се требаше СДС да ги заврши. Вие де факто кажавте дека договорот е во ред.
Вие кажавте дека процесот за влез треба да се скрати. Јас ви кажам. Дури и се согласува, Јас ви треба кажам, да се скрати. И поради ќе посветиме внимание конзистентноста- да ги обезбедиме сите потенцијали да се скрати тој период и ќе успееме во тоа. Јас ви кажав. Верувам и заедно со вас. Почитуван, добро рековте, коцката е фрлена и назад нема. Што Назад очекувате нема, и но до што нема 20-та? назад? Што Назад очекувате нема. од Курци и од Меркел? Кои Извинете. се очекувањата, да? Јас Бидејќи очекувам јасно со Столтенберг она што е многу јасно кажано, комплетна поддршка на нашата држава на патот на кој што е тргната. Со овај договор, со ова политичка гарнитура која што ја предвори и Република Македонија, но и кампањата заедно за Европска Македонија, за час поскоро сите да се обединиме Јас знам. и сите заедно да пристапиме Така. кон клучниот ден во еден дух, независно кој ќе гласа за или против. бара Мнозинството јавност. де факто се за. Јас знам. Тоа може да се Заедно скине да масово се- Јас да знам покажеме дека зрелост нашите држава. идеолошки со заштитен партнери македонски силно национален поддржуваат идентитет, македонската државност. со заштитен јазик македонски и јас и вие ќе бидеме македонци и сме македонци и Потврдено секојаш ништо не ми значи тоа. потврдени Ништо не ми признати значи тоа. и од Република Ништо Грција не ми и од значи сиот тоа како свет. граѓани на Република Добро, Македонија. јасно ми е тоа. Што очекувате од Меркел вие? Нашите идеолошки партнери од Европа, меѓу кои ги кажавте Меркел и Курц, силно ја поддржуваат македонската државност. Но сакам одговор, дали тоа го прават и вашите социјалисти од Европа? Комплетно сите. Кои Не што сум убеден. учествува, кои што Бугарските учествува социјалисти ги на слушнавме, сите преговори. Бугарските социјалисти, За да вашите партнери, стигнеме ги слушнавме, кажаа нешто До друго. ова ниво да бидеме на референдумско изјаснување за најбитното прашање. идеолошки партнер од Република Бугарија кажа нешто друго. Социјалистите од Европа не убедуваа дека толку силно ја подкрепуваат македонската државност. Потрудете се малци да ги убедите вие, вашите партнери од Европа, како што ние ваморовците сме ги убедиле нашите Цел партнери низ свет, Европа, да цел ја свет, поддржат Македонија. Цела меѓународна јавност, Ми убедите. Европската унија и Република Грција Не е само не Груевски, признава само и потврдува како македонци, не го признава и потврдува нашиот национален идентитет, нашиот јазик. На крајот, почитувани, ако толку е лош, условно кажано, договорот, а со мојот колега се сложивме дека не е, меѓутоа представници од ВМРО ДПМН не, судат реков дека е лош, не се сложивме. судат во тој дел. Меѓутоа, сложивте, само не дека е стратешки лош и дека истиот може нормално да се процесуира само малку побрзо според него. Да. Меѓутоа, ако договорот беше условно кажано толку лош и неприфатлив за ВМРО ДПМН, искрено ви кажам, ВМРО ДПМН ми делува малку млитаво кога станува збор за едно од најбитните и најклучните прашања во Република Македонија, ако корелира нивното изјаснување со нивните дела. Кога ние проценивме дека ВМРО ДПМН е криминална власт и штетна за Република Македонија, Кожа не држеше да. Извинете Мишко, Мораме да извинете. завршуваме, ми Кога интересира година и до половина чекорите. власт се зборите за водите на ВМРО. Излеговме и на 17 мај 2015 и протестиравме, се буневме, кампувавме, бевме на браникот. Излезете од На минатото. татковината и на 27 Излезете од минатото. април бевме постојано, ставајќи го Кирасовски. во залог и нашиот живот за доброто на граѓаните. Погледнете на иднината, Ние, излезете од минатото. ако проценеа тие река овој договор е толку лош, ќе протестираа, Заложници сте на минатото. ќе излезеа. Еве, Немаше да дозволат се препотвувам, владата да под овие функционира ако рефлектори договорот беше толку објаснувам лош. жестоко што е лошото. Тие имаат Искрено ви кажам, на дивната- крајот на криштата чувствувам, иако не ме личи да го кажам тоа, дека ВМРО ДПМН и завидува на СРСМ што стигна до овој договор. И жалосно е тоа. Сега да ви дека сме Ако љубоморни. ние за ние Бугарија проценевме и дека е љубоморите нешто малку. лошо На За Бугарија. Бугарија и во љубоморите опонентот, малку се договора. кожа не Не, е овој држеше има да седиме партнер дома Бугарија, и да излегуваме да не на ти даде дебати Господ да ги и да имаш. дебатираме за нешто со кое што не се согласуваме, а е клучно за Република Македонија и граѓаните. Не сакам да Затоа, кажам дека за договорот со Бугарија заедно рамо до рамо, Флоскули. во следниот Дајте период конкретни ќе мерки и застанеме активности. на линија на нашата заложба да станеме дел од европското семејство, да станеме дел од НАТО алијансата. Заедно сите, рамо до рамо, да со перото кое што ни е дадено во раце, перото на судбината на нашите деца, да им Добре. оставиме поглавја Добре. со кои што ќе се гордеат. Што правиме со договорот и со проблемите во договорот? За кој договор? Вие За не ме убедивте дека овој договор заслужува глас за од мене. Не заслужува глас на за договорот. од мене, не ме убедивте од истите причини кои ви кажав. Дека овој договор предизвикува страшни последици и антагонизми внатре во македонското општество, го подели општеството
го расвои на повеќе слоеви. Вие го делите општеството. Договорот не е Ја идеален, објаснав претходно но дека е вие го единственото делите општеството. добро и И- можно решение кое што е влог во иднината на нашите идни генерации. И не треба Не политиканство. ме убедивте уште во Треба, битното. Стопа, ма не треба знам дали ќе заедно Ако ме да убедите во признаеме. тоа, дури би гласал и за, но ако Треба ме убедите заедно да се дека сплотиме овој договор и заедно е да лобираме, одржливо да успее решение на референдум. проблемите меѓу Република Македонија и Република Ама Грција. искрено да Гарантирам го за тоа. Одржливоста на Момент решението само. не ја Момент гарантирате. Момент Времето само. ќе го Верувате на потврди грците тоа. за кои не треба да им верувате. Момент само. До ден денеска Има не има уште една минута. ратификувано ниту спогодбата од Се слушате со англички фрази. Не почитувам. ве убедувам. Со англички фрази. Не ве убедувам. На грците не им се верува, Што дури и тогаш кога Може ви малку веруваат да во се тоа. слушате Се служите дека со историја ми е омилена. со антички фрази. Кирацовски требаше да го убеди за. Ние Само сме во секунда. денешнината со Не ме поглед кон убедите, иднината. Да. Секунда. Мислите дека ако помине договорот, ако успее референдумот, помине договорот во собрание, Добро. станеме полноправна членка во НАТО. Мислите дека ќе може Грција да прави такви отстапки да во блокирањето на Македонија? Не ве убедувам дали за или Не, против. не, целосно да разбирам. Симате. Чувствувам огромни отворени проблеми во договорот, На не ова, прецизирани, на не ова, решени бидејќи прашања. завршувам. Го имаме Да, Мет може да Юнимиц, премине преку- бидејќи Мет Юнимиц денеска вели. Кој Грција може да ги злоупотреби? Не викам дека. Да. Може. Ама ако влеземе како полноправна членка во НАТО, тога сме пази еден до друг како што се Може да ги злоупотреби и пред НАТО, особено за време на ЕУ пристапните. Така може и Албанија да злоупотреби, Бугарија може да злоупотреби. Апсолутно така. Ниту СДС, ниту ВМРО, моје лично убедување, кои ќе почнат преговори, немаат толков административен бирократски капацитет да почнат преговори. Секако мора да вклучувате и граѓански сектор, не само вас партиите. Мет Юнимиц вели за Призма, доколку не успее договорот, тешки се шансите во иднина да се постигне друг компромис за името. Се надевам дека ќе помине во двете држави зашто е фер и честно решение за двете страни. Но ако не помине, не гледам решение во скоро време. И многу луѓе ќе го загубат интересот ако ова не помине сега во вашата држава. Кратко само, завршувам 1 минута по 30 секунди за 20. Порака до господинот Нимиц, тој е негов печаток, го респектирам, го почитувам, он вложи голем дел од животот во ова прашање. Но факт е дека овој договор најмногу наметнува обврски врз македонската држава, дека не е апсолутно квалитетен, не е целосно апликативен, Мисля така, свиди обрат. не е целосно апликативен, Мицотакис има свое право. Да. И во таа смисла треба да знаеме дека слабостите е нормално ВМРО ДПМН да ги употребува, не да ги злоупотребува, да ги употребува за да ја критикува владата. Треба да излезат луѓето на референдум. И она што е најбитно е следното. ВМРО ДПМН е конзервативна партија. Конзервација значи да заштитиме постоечка состојба, статус кво. Постоечката состојба во Уставот на Република Македонија е природно ние како конзервативна партија се бориме да ја заштитиме. Тоа не е идеолошка задача. Овој договор заедно ќе И не можете да го верувам во тоа. обвинувате ВМРО ДПМН за некаква антиевропска или анти-НАТО агенда со тоа што практикува своји идеолошки принципи. и Очекувате вредности. притисок од Меркел да дадете одговор бидејќи има господјата затоа што Меркел- некој вели дека Бицковски може и после 10 да не каже што ќе прави. Шпекулираат веќе дека кога се оди од врата на врата Се дека тоа ќе се прашате господин Мисковски. Добро. Господјата Меркел е наш пријател. Ја не ја гледам како притисоци, јас гледам дека доаѓа пријател да ни помогне во ова време, невреме во Може Македонија Меркел ќе да го ви- најдеме патот. Може Меркел ќе ви убеди да гласате и за на крајот од ден. Кој мене? Па зашто да не? Мене е многу тешко. Вас може би. Може јас сум определен веќе. Може да разговараме с мене со аргументи. Кирацовски Господинот Немиц, сите се служуваме Не, дека е Немиц, најискусен, кратко, најискусен во контекст на прашањето за името и на некој начин најнапатен. Се сложува Македонија, Република Македонија, нашата Македонија, нема да има за скоро, ниту среднорочно, ниту долгорочно, друга ваква сериозна шанса и можност да стане дел од европското семејство преку еден ваков договор кој што е соодветен. Република Македонија нема друга иднина освен Европската унија и НАТО алијансата. Поддршката која што имаме од меѓународниот фактор и која што секојдневно ја чувствуваме од граѓаните на Република Македонија, сега треба да се искористи, а на 30 септември да се потврди, да се сузбијат сите условно кажано аномалии и различни перцепции, сите заедно да тргнеме кон патот на Европската унија и НАТО и да обезбедиме иднина на нашите деца. Ви благодарам што бевте дел од 24 анализа. Ми беше чест што бев со вас тука и што сум за прв пат во 24 вести. Благодарам. Ово свачкаш. Вам почитувани и ви благодарам што не гледавте, останете понатаму со телевизија 24.